Повестите во 19 часот, уште еднаш ви посакувам добре дојде на оние кои сега се вклучувате на фреквенцијата на телевизија 24. Иванов бара нови избори, Груевски да коалицира со Ахмети, Заев мандат за нова влада и мирен трансфер на власта. Ова се позициите кои што шефот на државата, лидерите на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ ќе му ги соопштат утре на еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан и на европратеничката тројка. Аргументи дека очекуваат мирен трансфер на власта и мандат од Иванов на еврокомесарот Хан ќе порачаат и идните коалициски партнери на СДСМ. Иванов ќе го пречека Хан во председателскиот кабинет, но пораките ги испрати уште денеска од Будимпешта. Решението за политичката криза председателот го гледа исто како и екс-премиерот во нови избори. Иванов во интервју за Маџар Хирлап неопходен е и нов попис, вели. Партиите треба да го бараат решението преку одговорно однесување, а во согласност со Уставот на Република Македонија. Ниту едно решение не смее да го поткопа унитарниот карактер на државата и мора да биде во насока на заштита на државните интереси на Република Македонија. Се разбира, можно решение за надминување на ситуацијата се и нови предвремени парламентарни избори на кои граѓаните ќе се изјаснат и за темите кои се наметнаа во постизборниот период, вели председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Председателот да почне да се однесува како председател, а не како портпарол на Груевски, му порачаа од партијата на Зоран Заев. Оттаму велат дека еврокомесарот ќе го каже она што цела Европа се извинувам, им го порача на Груевски и на Иванов, дека нивното време е поминато. Зошто ни се нови избори? Тогаш на Иванов ќе му текне пак да не го даде мандатот. Се доведуваме во абсурд. Имавме избори и граѓаните кажа дека сакаат промени, изјави Петре Шилегов од СДСМ. Груевски, кој пак последен е на агендата на еврокомесарот пред изјавата на Хан. Од ВМРО-ДПМНЕ веќе најавија дека Груевски доаѓа со 3 барања на состанокот, осудена така наречената Тиранска платформа. Барање да се почитува принципот победник со победник воспоставен со мајскиот договор под покровителство на меѓународната заедница, како и деблокада на евроинтеграциите. Од ДУИ без конкретни детали што очекуваат од еврокомесарот, но велат посетата е во насока на поместување на политичката криза. Конструктивна е улогата на Хан пред меѓународната заедница во текот на кризата и важно е во периодов кога имаме неразумни одлуки на Иванов. Тој притисок однадвор и однатре со одземање на сите аргументи со кои ги имаше како текст за донесување на таа неуставна одлука, ќе помогне да се деблокира целиот процес, изјави Бујар Османи од ДУИ. Хан во земјава доаѓа придружуван од пратеничката тројка во петокот во интервју за Дојче Веле порача дека очекува демократски трансфер на власта, а потоа и спроведување на реформите. Од Прибе завршува колешката Душица Марѓе во својот извештај за Дневникот во 17. Добро вечер. Добро вечер, Огнен. Ве слушам, повелете. Ич немам среќа да ме добија, мајко. Зошто? Па не знам што е работава. Дали некоја финта има, овие што ме бират и такви телефони има, не знам што е. Ама ја вечера викам на син ми. Ама добри сте, еве, добивате. Па ретко, ама сега реси викам, со син ми седоме, он од негове телефон, ја од моје, викам, кој ти на 924, ја на 924, викам ти на 925. Која он доби, викам, добре. Ајде повелете. Вака, Огнен. Да не сме во кожата на господин Иванов. Сиромашкиот сега ќе треба повторно да се демантира самиот. Како лани што беше со аболицијата, така и сега, за жал. Меѓутоа, што е тука сега? Он е под влијание и како што ќе му свира, така ќе игра, што да тај сиромашкиот. Мене едно ме чуди, добро во секој демократско општество, митинзите, демонстрациите, протестите, сите тие работи се дозволени. Меѓутоа, конкретно, сите овие работи се прават против власта. Ако гледат дека нешто не е вред, не е така, и граѓаните имаат право да протестираат. Ама сега мене ме чуди зошто протестираат. Ќе се надоволам се со тој преска човек кој што даде интервју од граѓанската асоцијација, се што ги прати овие протести. Како се вика се на Дневникот ваш? Добро. Човек кој што даде интервју. Добро, Борис Дамовски. Така. Новинарката ваша убаво го прашуваше, ама ко праша, вика, зошто за време на траенето на мандатот на Груевски, кога го имаше враце и бараше царе, зошто тогаш да протестирате? Вика, тогаш немаше платформата, а не е точно.
Платформата имаше, веднаш кај ја објавија после изборите, ја објавија дека ќе има. Цело време имаше. Меѓутоа, за све се договорија со Груевски и Али Ахмети, само за сега ова да се договорија. И што е сега проблемот тука? Првин, и Груевски, и сите граѓани нека знаат сите граѓани, дека таа платформа не може да помине ниту една точка без двотретинско мнозинство. Добро. И што е проблемот се тука? Сема тоа, мислам дека џабе луѓе се собираат, џабе протестираат, џабе стават јадачка и губат време, но убаво е време, имаат разноновна, имаат тапани, имаат музика, имаат приредби, нека се забавлjaат, само не дај Боже да биде нешто лошо и нема потреба воопшто да биде. Добро. Мислам дека утре све ќе се знае и Хан и овие претседниците и собранието ќе си го реши проблемот. Во ред. Да, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, да оставиме простор за други гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Одавна не сме се слушнале. Па да, има неколку дена, повелете. Да. Хан нема да комуницира со овие што ја бранат држава, не знам од кого. Јас сум жена над 70 години. Имав една мудра баба, викаше, деца пазите, светот свет пасе, треба не пасе. Од надвор не гледаат, не да не монитираат, не гледаат. Сите гледаме во сите држави што се случува, да бидеме најасно. На Хан му е јасно кои се тие сега што идат по улиците. Он секој пат бил со невладините да се сретне, кога ќе дојде, сега одеднаш неќе со овие. Значи, и он ги прозра во нивните намери. За платформата. Платформата не е правена во Косово. Платформата е правена овдека кај нас. Затоа што тоа беа дел од програмите на албанците предизборни. Од тоа произлегува платформата. Платформата излезе првиот ден после или првите денови после Нова година. А Груевски Иванов му го даде да составува влада на 9 јануар. Значи, Груевски е имал во рака и платформата. Нека не се лаже народов со тоа. Значи, Груевски се согласил со таа платформа. И многу фино, денеска го слушав господинот Заев на една странска телевизија, не е важно, кога рече, јас не сакам да коментирам државник од друга држава. Тоа е негова изјава, а ние си имаме своји проблеми во нашата држава. Јас одам на тоа да има мирен трансфер на власта. До сега, ако Иванов му го доделеше мандатот на Заев, уствари на коалицијата, ќе поминаа 100 дена. Сега ние веќе ќе можевме да коментираме како влада е таа влада. А ние уште немаме влада, немаме што да коментираме и се караме едни меѓу други. Добро. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Клара на Фејсбук вели: баба ми со другарките од мало сакаше да се сретне со Хан. Зошто бе Хан не сака да се сретне со бабичкиве? Тони пак вели: протестираат против некаква си албанизација на државата и зачувување на унитарноста на државата, забравајќи дека албанците се составен дел на оваа држава и сите тие албанци имаат овде своји куќи, своји фамилии, дечиња и сигурен сум дека никој од нив не би ја менувале за никоја друга држава. Јас имам едни прекрасни пријатели албанци, Фестими и Етон, и во оваа прилика јавно ги поздравувам. Поздрав и од нас до вас, Тони. Маријана вели:
Бетмен и другиот не знам како се вика, сакале да се сретнат со Хан, што да им кажеш на овие? Ништо, гледа им го се Ирод. Како не прозбореа нешто за кочана за 17 милиони народни пари се работи. Дополнително, Роберт вика, Огнен, утре децата се ослободени од училиште, ќе имаат само 2 часа за да можат наставниците да одат на протестот поради посетата на Хан. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Па би сакал да кажам дека очена е оваа држава која ја спасуваат типови како тој Дамовски, тој Бетмен и тој другиот тамо композитор што беше. У маната. Во оперски пејач Дурловски. Дурловски. Па така да што ма Хан да се сретне со нив, се знае со кого треба се сретне, со луѓе кои представуваат нешто во државата, кои што се избрани пратеници и такви работи. И едниот мандатор за влада не може да се сретнем со секого и да не бидам многу напредив како преското што беше. Џаби име не 200,5 милион да се собера да излечат и од гериатрија, не покрај од школи на забавиштена да ги влечат деца на неки од гериатрија старцина ни е предумирачка што се. И ни да ги донесат кожни гаќи не ги спасуваат. Биди поздравен, пријатно. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Јас ќе замолам да се воздржат гледачите следниот користење класификации кои што се несоодветни за луѓето кои што се наоѓаат на улица. Насер вели вака. Господине Огњен, имам едно прашање. Села и Дода дадоа изјава провокативна за македонскиот народ и ги провоцираат. А што да мислат албанците кога 150 до 200.000 македонци викаат, јас ова ќе го цитирам, иако е тотално несоодветно за овој термин кој што го гледаат и млади, но не е вулгарно, едноставно како нешто кое се појави на интернет, на социјалните мрежи. Што да мислат кога 150 до 200.000 македонци викаат смрт за шиптарите, гасна комора. Мислам дека треба да ја остават оваа реторика сите и да градат држава за подобра иднина. Ве поздравувам, затворен цитат на Насер. Повелете кој ни се јавува. Добро вечер, тетка Лоза. Поздрав до вас, добро вечер. Благодарам. Хан нема да се сретне со иницијативата за заедничка Македонија. Во право е, затоа што не гледам некои луѓе што можат тука да преговарат. Тоа се значи човек да брани криминал, тоа за мене е за осуда сите тие што се собрани таму. Тоа е срамота. Срамота е тоа. И едно да кажам, му пожелувам на Хан успешно да си ја заврши мисијата за која дојден, владата да се конституира, Ѓорѓе Иванов да не може да и без попа ќе биде венчавката. Едно да кажам, значи Хан ќе се заврши работата со своите соработници, затоа и тој доаѓа. Груевски џабе му е платформата на Канал 5 ја гледав, тоа е значи испод ниво на еден политичар во заминување. Благодарам, Огнен, да не задржувам многу и поздрав. Поздрави до вас. Ви благодарам за јавувањето и посакувам пријатна вечер. Алекс на фан страницата ни пиша коментар кој вели вака. Јас сакам да се обратам до сите граѓани на Република Македонија. Се обраќам како дете на загинат бранител од специјалните сили во 2001-та. Се прашувате ли понекогаш, барем зошто дадоа живот нашите татковци, таа кобна и политички западно искреирана војна? Дали се прашувате зошто сите заборавивме кој е причина за вашиот мир денес? Платформи, двојазичност, немале права албанците, работни места немало за нив. Нели е грев се ова, при очи да сте слепи и да се правите како ништо да не е? Па еве првенствено јас како дете на некој што спиејки по ровови и далеко од своето дете под пушка го чувал сонот ваш и на вашите деца, не можам да се вработам никаде веќе година дена заради тоа што немам партиска и не сум албанец. Со еден збор кажано, не можам како македонец во сопствената држава да просперирам, бидејќи нели албанците сироти немале работни места. А на секој чекор бутици и онолкави маркети, а газда не е македонецот, туку албанецот. Сакам да се чуе на Пишаново и да ви кажам, тоест да ве замолам, помислете некогаш како име на овие деца кои што останаа без нешто свето за вие да живеете мирно и да бидете среќни како семејства. Не заборавајте ги бранителите, вечна им слава. Поздрав до вас, Алекс. Дали имаме некој друг на линија, повелете?
Добро вечер. Добро вечер. Огнен и убава вечер. Емисијата ти е многу убава, те слушам секоја вечер и секој преку ден. Мене ми е за овие хан што ќе дојде, мислам дека треба да дојде, али македонциве што протестираат сега и што ги мразат шиптарине, што пеат секакви против нив, а сега и ги повикуваат да им се придружат. Со какво лице? Ги викаат. И јас сум македонка, ги поштувам сите нации што ги имаме во Македонија и среќна сум што до сега имаме соживот со сите. Не сакам никого да напаѓам, али овие и се венчаат по улице и се... Зашто не излезе со нив и Груевски? Нека излезе, Заев одеше секогаш со народот, дека беше прав. Зашто Груевски не излезе на дуел со Заев? Нека излезе, не да вика дека држава на ние ќе има војна. Зашто? Па он како прво нема мозок, ни он, ни неговите тамо што се оние сите заедно. Срамота и голем срам. Срамота и за овие што им даваат пари по 300 денари да идат да штрајкуваат и да се прават од секој грујо и земаат некој плата, али не одат и на работа. Срамота е голем срам. И за Иванов, и за сите. А за овие што го тражат, не може полицијата да го најде. Кочан. Тој не бега само за 17 милиона, тој бега и за што му ја рушеше зградата на овие Фијат, или како се река. Значи, народов треба да застане на страната на правдата. Каде се луѓено работаат сабота и недела. Немаат ни еден ден слободни. Работнициве кои работат како црнци за газдиве. Каде ни се празнициве 2 мај да идеме на некад. Ние сме оптеретени психички со политикава на грујо. Нема никаде музика. У ниједна куќа не мириса на јадење. Никој живее како кој како најде. Па чидам да се борам за некого, за никого не се борам, ако не е на страна на народот. И не да се препукуваат овие и онја. Правдината да се гледа. Правдината на државата, а не на народот. Како ќе ми рече Грујо на мене, ќе трчам право, како слеп за стап. Не може тоа, не може. Нека се, дај Боже утре да се владата да дојде да се оформи влада и еднаш за секогаш да си го знае, да си ја знаеме државата. Не некои се македонци, некои не се. Сите што живееме у Македонија имаме македонски пасоши. И сите сме македонеци. Дали албанеци или србини, бошњаци и било што ги поздравувам албанците. И им благодарам што на Facebook имам пријатели што секогаш стојат на правдата и они самите повикуваат да бидеме смирени, да ги оставиме овие што излегуваат по улици, да не им се придружуваме, да не направиме војна, дека не викаат на војна. Ти благодарам, Огнен, има убава вечер. И секогаш да бидеш вака добар и секогаш да бидеш. Сум среќна што има човек да знае да работи со нас. Но, ви благодарам. Многу. Да, ви благодарам, ви посакувам пријатна вечер и со задоволство работам, како што и рековте вие со вас. Бенџо вели, поздрав до емисијата, треба да се има, нагласено му е има, соживот со сите нации и нова влада. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Сјавувам од Велес. Поздрав до Велес. Фала, поздрав и до вас. Благодарам. Сакам да ви кажам дека сте многу добар водител. Благодарам. Секој ден ви се емисиите феноменални. Сакам само нешто да ви кажам. Партиски не сум определена, ама баш никаде. Почнаа платформи, 300 глупости кажуваат луѓето. Сакам да ги прашам еве јавно, каде се, значи каде беа пред 5-6 години кога во Велес, во Велешката гимназија се воведе, има 4 паралелки на албански јазик. Значи тоа е пред 5-6 години. Во Кочорацин во Велес? Да, во Велешката гимназија во Кочорацин. Дали тогаш Заев го потпиша тој договор за да има двојазичност во Велес? Нели, за да има во нашата гимназија паралелка на албански јазик. Друго, зошто не испаднат да вработените во Директ Тремајер, како се вика точно таа фабрика, не знам, да кажат дека им кажуваат денеска нема да идете на работа затоа што ќе мора да одиме во Скопје на протести.
Зошто и тоа не го кажат граѓаните? Не знам, стварно не знам. Многу сум изреволтирана и луѓето не знам дали не разбираат, не сваќаат. Не знам како едноставно да се изразам. Каде им е свеста, каде им е човечноста? Куманово е четворојазичност. Охрид колку има јазици таму. Значи, сега испадна овоа со Заев. Каде се од предходно? Зошто тогаш не испаднаа да протестираат? Јас пред 6 години почнав да одам во Татпар во Шутка, во Скопје. Еден ден, враќајќи се назад, после Пластичарската улица, имаше орел ставено. Црвен, обесен, волкав орел. Зошто тогаш не испаднаа да прашаат зошто е орел ставен тука? Дали Заев го однесе тој орел таму? Значи, не знам, стварно не знам. Луѓето се или се премногу завземени, не знам, им даваат по 300 денара. На овие што се возрастливи, на пензионерите по 500 денара им даваат за да одат по улиците. Страшно е, стварно е страшно. Не размислуваат државата колку ни е задолжена. За 5-6 години ќе нема со шо да не исплатат. Ние земаме постојана парична помош. Чекаме за да земат некој кредит, за да не ги исплатат нас парите. Во февруар месец не ни дадоа пари, ги исплатија дадори во март месец. Државата ни е хаос, а они се расправаат за двојазичност. Зошто не дојдоа пред 6 години? Така. Добро. Или, уште воа само да го кажам. Ако Груевски ги направеше вакво, како се вика, коалиција со ДУИ, тогаш ќе одговараше платформата. Нели, секе беше во ред. И секе ќе се замачкаше двојазичност, Тирјаков и рече, секе беше во ред. Ама сега оти сака да ДУИ отиде со Заев, со СД, сега не чини платформата. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и убава вечер во Велес. Клара вели, ги замолувам гледачите да не прават паралела меѓу шарената револуција и овие борци во наводници. Шарените се бореа против криминалот, а овие го поддржуваат криминалот. Гоце пак вели, најлошо е што ВМРО ДПМН ја користи историјата, политиката и нападноста кон се што не е ВМРО-вско за да го скрие криминалот. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Овде е адвокат Игнат Панчевски и морам да ви кажам, восхитен сум од острумноста на народот, односно на вашите гледачи. И вие сте среќен водител на емисија кој што може да види дека во Македонија постојат многу паметни луѓе од сите националности и не се е важно дали се интелектуалци или се обични луѓе. Гледате колку мудри мисли кажуваат како да сме пред времето на телевизиите, на компјутерите, на електрониката, каде што и без телевизии нашиот народ ја сочува мудроста. Кога зборувам нашиот народ, мислам на сите што живеат во Македонија. Сега да одам конкретно на вашата тема. Јас нема да се однесувам со емоции како што еден добар дел од вашите гледачи тоа го покажуваат, за загриженоста, јас сакам да ги смирам сите со факти, а тие факти се следните. Може би сте меѓу сретните кои што ќе чујат нешто различно од досега слушнатото. Хан и не сака да го чуе народот, се мисли на протестантите. Овие за заедничка Македонија, затоа што го слушна на време врвот на политичките партии што ја реализираат власта во Република Македонија. Поточно, на 5. септември 2015 година, Камчев му однесе на Хан 5 милиони евра во Цирих со намера да се продолжи со хаосот во Република Македонија. Тоа е примено на рака, тоа го тврдат мои клиенти, кои пари за власта, се уште, но се и мои клиенти за да им дадам правна помош и ги носат и доказите. Потоа, во истиот тој месец, септември 2015, кога беше избрана Катица Јанева и СЈО, значи си побарал уште 100 милиони евра, за да биде хаосот продолжен. Тоа се реализира до минатата година, до јули месец, кога се побарани уште нови 500 милиони евра во кеш, за да продолжи хаосот и да им се вети гаранција на тие кои што ги гони Катица Јанева согласно бомбите и согласно доказите,
дадени се гаранции дека до 2020 година овој хаос вака ќе продолжи. Така да сега, да скратам. Бидејќи утре доаѓа хан, сакам да кажам да вашите гледачи и народот во Република Македонија биде малце порезервиран, да не биде упоричен дека утре кој знае што ќе се речи. Утре ништо нема да се реши. Утре повторно ќе продолжи агонијата и хаосот, бидејќи слушнате до кога е платен овој хаос до 2020 година. Затоа сакам мудроста на граѓаните на Република Македонија и на вашите гледачи да биде запазена, бидејќи ќе дојде време кога таа мудрост ќе резултира со ефекти и криминалците ќе отидат тамо кај што им е местото, а корумпираните европејци и други се знае каде ќе одат. Ќе одат да си ги трошат парите по островите низ светот. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Во текот на денешниот ден и двете најголеми политички партии во Македонија се огласија преку соопштенија, и СДСМ и ВМРО-ДПМН. Исто така се огласи и председателот на Република Македонија, но се огласи преку интервју кое што го даде за Маџар Хидлап, чии што дел ви прочитав претходно, а во кратката информација се вели вака. Партиите треба да го бараат решението преку одговорно однесување во согласност со Уставот на Република Македонија. Ниту едно решение не смее да го поткопа унитарниот карактер на државата и мора да биде во насока на заштита на државните интереси на Република Македонија. Се разбира, можно решение за надминување на ситуацијата се и нови предвремени парламентарни избори на кои граѓаните ќе се изјаснат и за темите кои се наметнаа во постизборниот период, вели председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во интервју за еден од најпрестижните и најтиражните унгарски весници Маџар Хидлап. Лидерот на втората партија, според бројот на освоени мандати СДСМ, наместо во рок од 10 дена ме извести по 27 дена дека има обезбедено мнозинство во собранието со поддршка на сите партии на етничките албанци. Од него побарав јавно и јасно да ја отфрли и осуди оваа платформа. Го потсетив дека македонските граѓани на изборите гласаа за реформија, не за постизборна платформа на туѓа држава. Таквата јавна осуда за жал изостана. Оттаму, како председател на Република Македонија, порачав дека нема да определам мандат за секој оној кој преговара за платформи на други држави, со кои се уценува македонскиот народ, се загрозува унитарноста на државата, нејзиниот суверенитет и независноста, вели Иванов во интервјуто на прашањето за можен излез од политичката криза во Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете. Поздрав огнен до тебе и до твоите гледачи. Благодарам и до вас исто. Околу посетата на хан, мислам дека нема ништо ново да каже, тоа е веќе повторувано, а ќе се сведе се на да продолжи процесот после изборите за формирање на нова влада и секако приоритет ќе биде извештајот на Прибе со сите оние забелешки што ги содржи. Би сакал неколку да дадам еден коментар на изјавата на Борис Дамовски со вашата новинарка. И тоа би се задржал така карактеристично ми беше неговиот однос спрема специјалното јавно обвинителство, односно забелешката беше во смисол на негова пристрасност. Работата на специјалното јавно обвинителство има конкретен мандат да ги истражи сите оние наводи што ги слушнавме преку бомбите и околу пристрасноста би сакал да кажам зашто Борис Дамовски не покрена протести кога се работеше за случајот на Кежаровски, за случајот на Ване Цветанов од основното јавно обвинителство и мислам дека тогаш ќе имаше кредибилитет да зборува за СЈО. Втора работа околу платформата и неговиот коментар излегува дека фактички Груевски во преговорите со ДУИ не знаел за што преговара. Таков впечаток добив.
Од друга страна, портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, неколку пати повтори дека со ВМРО имаат постигнато согласност за наводите во платформата, сем со мали разлики, нијанси, како што рече, околу примената на јазикот и не може да се сложат за специјалното јавно обвинителство. Ми смета исто така од негова страна што се повикува на народот. Јас кога дискутирам не можам да се повикам на народот, можам да зборувам само во мое лично име. Добро. Па дури Груевски кога го повика народот, нели да излезе од папучи и од своите домови, мислам дека може да ги повика само членовите на партијата, евентуално неговите гласачи. Не може и тој да се повикува на целиот народ, затоа што има и опозиција, има и луѓе кои не се партиски определени, и едноставно луѓе што размислуваат со своја глава, имаат личен став за она што ни се случува. Се повеќе, за жал, имам впечаток дека целта на овие протести не е албанската платформа. Добро. Целта на овие протести е СДСМ да не направи коалиција со ДУИ, ПС и Алијансата. Добро. Зашто имам ваков впечаток? Затоа што на крај се сведува целта на протестите е да има нови избори, а таа коинцидира и со барањето на ВМРО за нови избори. Добро, вака, ќе морам да ви се заблагодарам тука и да ви посакам пријатна вечер, затоа што имаме други гледачи на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Помнем поздрав. Поздрав и до вас. Вака, Хан нема да се сретне или со иницијативата, односно организаторите за Заедничка Македонија. Јас сакам да споделам неколку информации во врска со организаторите, кои што нели се непартиски луѓе, кои што немаат врска со партиските директиви од ВМРО, ДПМН и така натаму и се повикуваат на спонтаност. Колку е Богдан Илиевски спонтан, може да видиме, тоа е лесно проверлива, поготово за вас новинарите, лесно проверливи информации. Може да видиме од тоа дека Бетмен е вработен во одделот за комуникации во ВМРО ДПМН и зема 85.000 денари плата. Брат му негов е вработен во архивата на ДПМН, административно, зема 30.000 денари плата. Неговиот друг брат е вработен во Европската епархија кај Пимен, кај отецот, и зема 2.000 евра плата. Толку за, да речам, непартиските активности на Бетмен Велит, нели? За Данчевски, па кај се, ние сме градски деца, го гледаме кај се движи човекот, што прави човекот и така натаму, како го носат по дома и тоа. Значи, знаеме. Меѓутоа, сега ќе видиме и за него, што тој има за возврат добиено од ДПМН, ќе се слушне по порталите и по телевизиите за многу брзо време, бидејќи и тоа е остварено веќе од страна на ВМРО. Сакам да кажам дека ова врска нема, значи со непартиски митинзи и протести. Исклучиво е за да се заштити криминалот на ДПМН и вие како новинари знаете, многу опасни реченици беа изречени сега во Канал 5 на интервјуто на Никола. Значи, опасни реченици дека народот не може да биде контролиран, дека не знае што понатаму ќе се случува, дека не знае како понатаму ќе се одвиваат работите. Од друга страна, за одбрана на Македонија и на унитарноста имаме надписи каде што велат, јас се оградувам, значи тоа, каде што се вели клети шиптари, гасни комори за албанците. Имаме појави на основци, односно на средношколци кои што се уште не се полнолетни, кои што не учат како треба да ја браниме унитарноста, а да го прашаш што е унитарност по дефиниција, детето ќе се изгуби во магла. Сакам уште нешто да кажам. Тоа последно тоа ќе завршиме кај вас, повелете. Тоа ќе биде последно. Значи вака, Хан
да ја омекнеме темата одмен. Хан нема да се сретне пред се заради новините кои што утре дента треба по европските метрополи да искочат, затоа што смешно ќе биде да пишува дека Хан се сретнал со Бетмен во Македонија. И благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. По вчерашната информација од председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски дека подготвуваат документ за излез од политичката криза, СДСМ денеска соопшти дека програмата на новата реформска влада предводена од СДСМ е единствениот документ што е во интерес на сите граѓани на Македонија и ја гарантира унитарноста на државата. Над 700.000 граѓани очекуваат што побрзо да се избере новата влада која што ќе обезбеди правда за сите, квалитетен живот за сите и заедништво. Затоа гласаа на изборите и затоа застанаа со 67 пратенички мандати зад председателот на СДСМ Зоран Заев, се вели во соопштението. Според СДСМ Груевски повеќе не е фактор на одлучување, туку тоа се граѓаните и тој како што наведуваат. Може да се подготви единствено за опозиција и за соочување со одговорноста. На ова, ВМРО-ДПМН подоцна кратко, уште една минута бидејќи имаме од емисијата, одговорија. Најголема опасност по Македонија во моментов е Зоран Заев и неговото прифаќање на уцените да ја реализира платформата од Тирана, сметаат во ВМРО-ДПМН. Оттаму повторно бараат Заев да се откаже од ваквото сценарио, а за возврат велат ќе ја добие нивната поддршка за формирање влада. Доколку се плаши од уцените и ветувањата што ги дал, нека ја изнесе платформата од Тирана на избори, за народот да му каже што мисли за неа, посочуваат во денешното соопштение од таму. Во него се додава дека Заев е фатен жив во голем број афери и како што се посочува, свесен за казните кои следат за ваквите кривични дела, тој е подготвен по секоја цена да дојде на власт. Од партијата истакнуваат дека се подготвени да поддржат малцинска влада на СДСМ и да гласаат за програмата на СДСМ со цел да се спречи растурањето на државата. Почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер, следува дневникот во 20 часот.